Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото ни е гостин, господинот Владимир Петревски, уредник на македонскиот сервис за проверка на факти. Господине Петревски, кога зборуваме сега за информации, за дезинформации, она е најактуелно што се случува во Украина, војната во Украина, сето она што произлегува од тој конфликт. Ми се чини дека сме преплавени со информации кои доаѓаат од таму, но исто така сме преплавени и со пропаганда, која се обидува да го наметне својот наратив. Што велат вашите анализи? Кога е војна, нели, прва жртва на војната е вистината. И она ние што го работиме, значи јас сум уредник на сервисот за проверка на факти, но истовремено работам и еден друг проект, тоа е порталот Вистиномер. И тоа е, нели, портал за јавна отчетност и транспарентност и за проверка на факти. Со тоа што во последно време, нели, проверката на факти доминира. Во војната, значи, како што реков, прва страда вистината. И тоа беше така од самиот почеток. Значи, на почетокот на војната, кога немаше доволно информации, кога не се знаеше што се случува првите неколку дена, се соочувавме со лажни видеоклипови. Значи, видеоклипови дури и од видеоигри или од други боишта, и тие беа ставани на социјалните мрежи со објаснување дека станува збор за видеоклипови од Украина, што не беше точно. Но потоа почнаа да пристигаат информации како што медиумите, нели, спратија своји дописници и исто така се активираат дезинформацијските мрежи. Значи, дезинформации има за жал од двете страни, со тоа што разликата е голема. Значи, од украинската страна има многу помалку и се гледа дека она што се не се тоа класични дезинформации, лаги, туку се гледа дека некои работи не се кажуваат, се заобиколуваат, за да се заштитат, нели, нивните единици, нивните трупи на фронтот, нивната борбена позиција, за да можат да ги спроведат, нели, нивните тактички маневри, битки и така натаму. Тоа е она што се вика прикривање на вистината. Додека од другава страна имаме и дезинформации кои се однесуваат, нели, на наводните успеси на руската војска и имаме пропаганда која што постои со години, каде што повторно она се велича, нели, се величаат оружените сили на Руската Федерација и се продолжува да се гради култот на Путин. Значи, тоа е она што доминира од таа страна. И се разбира, значи, многу работи не се кажуваат. Например, она што ние, нели, на Запад го гледаме и што го слушаме, тоа се информации пред се што ги добиваме од украинската страна. За некои работи медиумите имаат ембарго. Например, ако се случи некое бомбардирање, например, украинските власти можат да кажат: ве молиме, не кажувајте каде точно било бомбардирањето, за да не им кажат, нели, на русите дали ја погодиле целта или не ја погодиле целта. Тоа е повторно од тактички причини. И исто така се уште нема она што се вика ембедирање на новинари во единиците. Како што имаше, например, кога за време на Заливската војна. Они би оделе со нив заедно. Би оделе со нив заедно, значи Украина тоа се уште не го практикува, но не значи дека нема да почне да го практикува ако, не знам, интересот за војната почне да се намалува на Запад, така што може и тоа да го видиме. Но од руска страна гледаме дека има таква пракса.
Па, да, ама видете... Особено на да, руските државни телевизии Да. кои одат на фронтот директно, да. Да, одат на фронтот. Сега не знам дали се баш ембедирани, она класично, нели, мислам сигурно сигурно не е, да. Значи не Но е она само како одат што на- беше, ги пуштаат- ги пуштаат да известат, Да, нели? да. Се знае, за жал во Руската федерација повеќе нема слободни медиуми, независни медиуми. Тие што ги имаше како, не знам, ТВ Дожд, нели, прекина со емитување, Медуза, не знам, сега работи од Естонија. Така што тоа се оние пропагандистички телевизии во државна собственост, особено тоа Русија 1, тој главен канал, каде што секоја вечер иде таа пропаганда, која што за жал многу силно влијае врз руската популација и затоа имаме и ситуации да не знам 80% од граѓаните на Руската Федерација да ја поддржат агресијата, Путин нели да има висок рейтинг и така натаму, што е многу лошо. Да, кога се донесе онаа одлука на ниво на Европската унија и која ја поддржавме ние како држава, тоа е дека да се забрани емитување на руските државни канали на територија на унијата, кај нас тоа се спроведе врз база на препорака од страна на владата. Имаше доста критики, па и од Европското здружение на новинари, дека тоа не е во ред таа одлука, дека нема ни да се постигне ефектот од такво спречување на информациите. А оние кои следат граѓаните кога ги прашувате, велат па сега ние сме лишени да ги слушнеме двете страни за да ја дознаеме вистината. Дали има таков ефект, да речеме, таа одлука за забрана на државните руски медии? Видете, оној што сака да ја дознае, да чуе руската страна, тоа ќе го направи на интернет. Да, можеби не на Спутник, можеби не на РТ. Сега, видете, тоа е веќе, значи, кога станува збор за војна, правилата на играта се поинакви. Значи, не можете да дозволите, мислам, во рете, ако не сакате да дозволите противничката страна да врши пропаганда на ваша територија, на, не знам, на врз вашето население. Потоа, аргументите на Европската унија се многу силни. Например, RT Russia Today е во Велика Британија е опомената 15 пати од тамошниот медиумски регулатор. Значи, само од тоа официјално се фатени 15 пати како лажат. И сега, како да ви кажам, ние проверувачите на факти ширум светот сме ги рецензирале кој знае колку пати. Значи, сме открили дека тоа што го кажуваат не е вистина. Мислам, за жал тоа се такви медиуми кои што политичките придобивки ги ставаат над фактите. И сега во таква ситуација па се поставува прашање кој е бенефитот од тие медиуми? Зашто сега ние, не знам, би биле подложени на таа пропаганда? И онака знаеме колку пропагандата може да биде лоша, да биде негативна. Јас овој пример многу често го цитирам. Мислам, и тоа беше, например, пример кој што ја прекрши работата со дезинформациите. Значи, станува збор за изборите, председателските избори во САД во 2016 година. И тогаш беше спроведено истражување, значи, беа земени 10 најчитани вести кои беа вистинити и 10 најчитани вести кои содржеа дезинформации во 30 дена пред изборите. Објавени во 30 дена пред изборите. Значи, 10 вести со лаги, 10 вести вистинити. И податоците покажаа дека овие 10 вести со лаги имаат поголема читаност отколку овие 10 вистинити вести. И тогаш се виде дека ѓаволот ја однел шегата, плюс нели тие скандали со Оксфорд аналитика, каде што приватни податоци на милиони корисници на една социјална мрежа, не знам, излегоа во јавност, па не знам, се препродаваат на интернет. Значи почна веќе да станува проблематично. И сега покрај сите тие проблеми, сега од другава страна имаме и војна, каде што имаме докажано медиуми на кои што не им е драга вистината, на кои што политиката им е подрага. Тоа се видело
ја ви спомнав пример со Велика Британија. Не е само Велика Британија, тоа во многу држави се случува така. Тие државни медиуми на Руската Федерација да бидат откриени како шират невистини. И сега во таква ситуација, плюс, видите, тие во војна можат да бидат злоупотребени на начин тоа да чини човечки животи. Значи, можат да кажат некоја дезинформација која што може да доведе до губење на човечки животи. Значи, може тоа и така, зашто војна е се тука. Да. И сега некој во Европската Унија решил, видете, подобро е еве вака да направиме и тоа го направиме. Добро, во однос кога се обидуваме да ја спречиме пропагандата, кога се обидуваме да ги спречиме дезинформациите на системски начин, кај нас еве можеби руските медиуми сега не се пренесуваат барем електронски на телевизиите, на интернет се разбира, не може да ги спречите. Гледаме преплавени сме од една, ајде да речеме, проруска пропаганда која доаѓа од српските медиуми, кои тоа го прават, а кои па не се воопшто ограничени за емитување на нашата територија, така да таа пропаганда повторно доаѓа до гледачите. Од друга страна, вие ја правите таа проверка на факти, ги проверувате, ги објавувате, но потоа јас не гледам некаква реакција кај нас од државата или од државните институции, особено за медиуми каде што е утврдено дека прават намерна пропаганда, дезинформации, дека буквално ги лажат луѓето. Значи, сакам да кажам, вие работите вашата работа, но нема ефект, нема реакција кај државата од тоа, освен што се обидувате да ги едуцирате граѓаните директно. Да, добро, ама државата тука не би ни требало да се меша се. Тоа државата ако земе да се меша, тоа може да се свати како цензура и тука ја не сум баш склон сега тука државата да ја мешаме, видете. Значи, борбата против дезинформациите има успеси, без друго има успеси. Например, нивото на дезинформации кое што го имавме во текот на политичката криза 2015-2017 беше далеку повисоко отколку денеска. Такви работи какви што се објавува, какви што се пишува во тој период, денеска тоа, мислам, не може ни да се замисли. Тогаш ние како беше, секој месец откривавме содржини со повици за насилство. Ми се чини дека таа промена е поради промена на политичката гарнитура пред се. Да, ама добро сега, ама тоа не значи дека тие медиуми не можеа, ама можеа тие медиуми да си продолжат. Можеа да си продолжат да лажат. Зашто не продолжат? Па очигледно е дека не можеле за тоа. Сега. Значи, не, видете, значи да, добро, да, и политичката гарнитура, ама сите тие медиуми си постојат. Ама мислам дека и борбата против дезинформациите игра улога после. Многу голема важност во борбата против дезинформациите има Facebook, односно ова што ние потпишавме договор нели со Facebook да станеме независни проверувачи на факти. И тука веќе ние не пишуваме само рецензии каде што велиме дека нешто е невистина, туку имаме веќе можности да го обележиме. И верувајте ми, тоа има голема важност. Ние игра голема улога. Ние забележуваме дека во мејнстрим медиумите денеска е многу потешко да најдете дезинформации. Особено дезинформации какви што пред 4-5 години ги имаше на секое. Сега таквите дезинформации, сакам да кажам груби дезинформации, па и дезинформации од било кој вид се на маргините, на некои непознати сајтови, мали сајтови или сајтови кои не се ни сајтови, туку кои постојат, не знам, само за да соберат лајкови на некоја Facebook страница и потоа да ја продадат таа Facebook страница и ги има на социјалните мрежи, ама ги нема на секаде. Значи, ние имаме купишта примери, например, да има на некој профил, да откриеме дезинформација, да ја рецензираме, да ја обележиме и потоа на тој профил не сме нашле друга. Значи, втор пат. Понекогаш треба 2-3 рецензии, ама потоа луѓе престануваат. Кај медиумите тоа е особено важно. Значи, порталите и во Македонија, и во голем број други земји,
голем дел од сообраќајот им стига од Facebook. И Facebook им е многу важен. Особено на етаблирани медиуми, тие знаат да имаат 60-70% од сообраќајот да им стига од Facebook. И Facebook им е многу важна платформа. И они не можат да си дозволат сега, не знам, да не го фермаат Facebook. Така што, верувајте ми, многу големо внимание има. Сега, да, има, мислам, речи, во Македонија има 1,2 до 1,4 милиони корисници, значи не можете вие свет да проверите и не е ни тоа ни целта. Значи не е нас целта да бидеме, не знам, полицајци, не знам, на социјалната мрежа, туку да ги најдеме оние најгруби, највирални дезинформации што имаат потенцијал да предизвикаат големи штети. Заради тоа и многу се бавиме со ковид дезинформации, затоа што ти имаат капацитет да нанесат штета, станува нели збор за јавното здравје. И на второ место ни е Украина, се разбира, затоа што и тука има нели голем број. На Facebook ако анализираме, бидејќи во Македонија се користи реално да бидеме најмногу Facebook, Твитерот е поограничена една затворена група на луѓе, не е толку широко достапен. Кога ги читам коментарите, јас сум навистина фрапиран. Но тие коментари, ајде да речам дека се 90, бидејќи јас сум професионален новинар, знам и сам да ги препознавам тие појави, 90% мислам дека се погрешни, може би и повеќе. Навистина е неверојатна е таа неедуцираност на луѓето кои користат Facebook и нас. Да, значи нивото на медиумска писменост или барем ајде да бидеме попрецизни на оние кои коментираат. Сега не може да ме кажеме дека сите се. Да, нивото на медиумска писменост во земјава е многу ниско и нивото на критичко мислење, затоа ние работиме и на тоа, ние не велиме дека проверката на факти мислам ќе заврши работа во оваа битка за вистината. Ние работиме на многу фронтови, значи се бавиме со проверка на факти, со медиумска писменост и тоа и пред сека и младите, затоа што станува збор за образовен процес на кој што му треба време за развивање на капацитетите за критичко мислење. Потоа се бавиме и со ширење на позитивни наративи каде што ја промовираме вистината, каде што се обидуваме да ја дадеме поголем простор на вистината за сметка на лагите. И сега да, значи коментарите се проблем, значи ние не можеме, нема таква можност ние да рецензираме коментари под постот. Ние го рецензираме цел пост. Јас знам, туку само ги кажам како појава. Да, тоа е многу лоша појава. Да, тоа е многу лоша појава, Арно, ама ние кога ќе рецензираме пост, Facebook понекогаш знае да го намали опсегот на тој пост, а со тоа го намалува и опсегот на коментарите. Има таму се зборува дека можеби и коментарите би требало да бидат рецензирани, ќе видиме како тоа ќе излезе. Проблемот е тука што луѓето не ги читаат содржините. Значи споделените содржини не ги читаат, го читаат само насловот. И тоа го користат, тоа го користат мрежите за ширење на дезинформации, каде што нели насловот е манипулативен, сензационалистички, не знам, повеќе крие отколку што кажува или нема врска со веста, насловот кажува едно, веста кажува друго. Арнама нив им се потребни тие кликови и тоа го злоупотребуваат. И тоа ако нешто може да се каже некако совет, значи пред да споделите нешто, пред да кликнете ми се допаѓа, пред да прокоментирајте, прочитајте го тоа во целост. Прочитајте го во целост. Отидете во импресумот на тој портал. Видете дали воопшто има импресум. Значи има ли главен уредник? Има ли фирма, име на фирма во тој импресум? Има ли адреса таа фирма? Има ли телефон? Има ли имейл адреса? Значи да знаете дека тој портал е вистински, дека не е фантомски. И ќе видите дека на тие што се бават, што шират такви манипулативни наслови, дезинформации и така натаму, најголем дел немаат ни импресум, не знаете кој е главен уредник. Си имате работа со фантоми.
И такви портали воопшто не би требало да им обраќате никакво внимание. Особено не знам да имате интеракции со нив и со тоа не знам да го ширите нивното влијание, затоа што бивате излажани, речи го ширите, помагате да се шират дезинформации. Ми се чини дека оваа едукација треба да се прави. Сега гледам дека има почнува тоа да се спроведува на факултетите, во средното образование, дека треба да се прави од мали нозе, дека веќе медиумската едукација не е нешто што треба да биде споредно или треба да биде успат. Мислам дека треба да биде многу посистемски. Значи, буквално, кој што учат децата пишување, кој што учат математика, треба да учат и медиумска едукација, бидејќи излегува дека понатаму животите им зависат од тоа. Не е нешто што е случајно или споредно, туку многу суштински. Да, значи, има и уште порадикални предлози. Значи, компаниите, интернет компаниите, IT компаниите, за да стигнат до корисници, одат таму каде што се корисниците. Значи, одат на социјални мрежи, одат, не знам, на тие мрежи каде што има заеднички игри. И сега дури има и предлози целиот образовен процес да се пресели таму. Зашто децата се таму? Значи, децата, ако се на TikTok, зошто па на TikTok да не учат географија, например. Така што има уште порадикални предлози. И да, тоа се работи од мали нозе и најголем дел од обуките ние што ги имаме за медиумска писменост, за справување со дезинформации, се однесуваат на средношколци, студенти, млади новинари, токму затоа што станува збор за едукативна ден, за едукативен процес, ама му треба време. Значи, на секоја едукација и треба време. Да. Добро, кога овие кои се некои дел од луѓето, од јавните личности, кои пишуваат често на Facebook, кои на некој начин веќе тоа го прават и од политички мотиви, него не кријат тоа, формираат и некакви групи, здруженија, формални, неформални, не е важно. Често ве спомнуваат вас, сервисот за верификација на фактите, ве спомнуваат како вие да сте инквизиција, инквизитор, велат, вие сте тие единствените кои решаваат што е вистина, а што не е вистина, и на тој начин се обидуваат на некој начин да ве оцрнат. Велат дека вие всушност спроведувате цензура, а не ги верифицирате фактите. Да, значи станува збор за незнаење што е цензура. Значи и историски и во актуелните околности, за некој да биде цензор, значи само државата може да биде цензор или некој овластен од државата. Не може, не знам, новинари од невладина организација кои што имаат договор со една социјална мрежа да проверуваат факти да бидат цензори. Станува збор, значи видете. Тука и се злоупотребува зборот вистина. Значи, поконкретно, ние проверуваме проверливи факти. Значи, она што може да се провери. Има многу работи за кои што ние сме се сомневале дека не се вистинити, дека не се точни, ама не можеме да ги провериме. Или е невозможно да се провераат, или би ни требало многу време, или би требале многу пари и не можеме да го провериме и не го проверуваме. Значи, проверуваме само она што може да се провери. Не знам, верски вистини, филозофски вистини, лични вистини, духовни вистини, ништо од тоа не се бавиме. И ние не бришеме содржини, ние едноставно кажуваме, луѓе, ова не е вистина. И сега не е тоа нешто што е исклесано во камен. Значи, ако испадне дека сме сгрешиле, секој може да ни се јави и да ни каже, луѓе, не сте во право, сте сгрешиле, ние ќе го тргнеме рейтингот и ќе се извиниме. Не е проблем. Никој не е безгрешен, ниту пак ние не сме безгрешни. Ама за жал дискусијата не е на тие нивоа. Дискусијата ете на овие нивоа, вие сте цензори и така натаму. Инаку да ви кажам, не е тоа паднато од небо, не е тоа дека ова нас ни текна и дека едноставно. Значи, ова ние што го
работиме го има во 90, можеби сега веќе и во 100 земји на светот. Потоа, ние сме секоја година сме сертифицирани и ресертифицирани. Значи секоја година во период од еден месец од меѓународната организација за проверка на факти се назначува асесор кој ги проверува сите содржини. И на сајтот, и на социјалните мрежи, се што објавуваме, дури и на нашите лични профили, и секоја година мораме да бидеме ресертифицирани за да се види дали добро ја работиме работата што ја работиме. Да. Добро, господине Петрски, јас сега пред крајот малку ќе ви искористам и како колега новинар кој порано го држеше економскиот сектор, се занимававте со економијата, со тие процеси. Имате напишано скоро 2 поста на Facebook на некој начин во таа насока, тие ми се интересни. Едниот се однесува за најголеми светски извозници на пченица во милиарди долари, тамо прва е Руската Федерација, Канада, Соединетите Американски држави, Франција, Австралија, Украина е 6-та, Аргентина и така натаму. Ова е секако во контекст на ова што се случува во Украина, за забраната или за невозможноста да се извезе украинската пченица, бидејќи украинските пристаништа се блокирани од страна на Русија. За сето тоа сега моментално се водат и преговори, но тоа предизвикува и недостаток, веројатно ќе предизвика уште во иднина и можен проблем со недостаток на храна. Како ги гледате тие процеси? Очекувате ли да дојде до недостаток на храна во скора иднина? А тоа знаеме дека ќе предизвика и лавина на други работи, како што е миграција, за која се повеќе се зборува, дека тие земји од Африка ќе тргнат во потрага по леп, буквално, низа на процеси. Да, значи оваа војна искомплицира многу работи, прекина многу синџири на снабдување на редица производи во светот, значи едноставно ја измести глобалната економија во редица индустрии. Значи да, како што рековте, Русија е најголем светски извозник на пченица. Добро, сега, например, САД и Канада заедно се па поголеми од Русија. Украина е 6-ти најголем извозник на пченица. И Украина сега не може да извезува. Русија исто така, Русија може да известува само на далечниот исток. Во Европа не може, затоа што под ембарго е, никој не ја прима нивната пченица. Едноставно, работниците по пристаништа не сакаат да ги растоваруваат руските бродови. Потоа имаме појави на кражба на украинската пченица, каде што украдена пченица од окупираните подрачја во Украина се товари на руски бродови и тие руски бродови пловат по Медитеранот, обидувајќи се да ја продадат и тоа единствено успеваат да го направат во Сирија, затоа што западните сили не дозволуваат по другите држави, а Сирија е нели сојузник на Русија. Значи, видите, нема да дојде до недостиг на храна, нема да дојде до недостиг на пченица, арно, ама ќе дојде, и тоа веќе се случува, доаѓа до зголемување на цените. И тоа е многу лошо за сиромашните земји. Значи, во Африка и во Азија. Значи, тие земји немаат, значи, кога цената ќе се крене, тие немаат многу простор, немаат можност да плаќаат поголеми суми. И проблемот е што, не знам, имате тамо, например, 10 најсиромашни земји, 100% зависат од пченица од Русија и од Украина. И Украина, проблемот е тоа што Украина извезува баш во земји во Африка, во земји од Блискиот исток, така што тоа станува сериозен проблем. Не сите тие земји имаат пари да си ги дозволат овие повисоки цени. Потоа, она што е друг проблем е што Русија е најголем светски извозник на вештачки ѓубрива. И сега, глобалните приноси се смета дека ќе се намалат, затоа што ќе нема доволно вештачко ѓубриво, значи ќе се става помалце вештачко ѓубриво, што значи дека приносите ќе бидат помали. И ова ќе треба време, оваа состојба да се надмине, значи ќе треба да се воспостават нови синџири на комуникација,
на снабдување и ќе треба година-две. Тоа е истото како што ќе треба година-две и за руската нафта и рускиот газ. И јас мислам дека ако овие санкции потраат, а како што тргнало и како што кажуваат американците, дури и Џо Бајден тоа го кажа дека овие санкции мора да траат подолг период за навистина да достигнат она да Русија да имаат ефект. Така што тука Русија мислам дека за неколку години ќе се најде во многу тешка ситуација. Мислам ја сигурен сум дека они се свесни, ама они кријат од нивната јавност, од нивните жители. Значи сега веќе 70% од производството на автомобили во Русија е намалено за 70%, пошто тоа се све странски компании. Потоа во комерцијалниот авионски сообраќај, и патнички и товарен, се очекува дека во рок од 6 месеци врз Русија нема да лета ни еден комерцијален авион, бидејќи сите тие авиони што се за авионски сообраќај или за товарен, тоа се све западни авиони. Русија има воени авиони, ама цивилни авиони нема. И сега замислете, тоа е држава, 11 временски зони, може да нема ова, како се вика, авионска пошта, 21 веќе. И тука ќе има многу проблеми. Ќе има проблеми со оние нови современи лекови, докои што не ќе можат да стигнат. Не знам, па се тука ќе има секакви проблеми, ќе има проблеми дали ќе има доволно лекови за деца. Мислам, ќе биде многу лошо. Добро. Ви благодарам, господине Петрски, не истече времето. Ви благодарам за оваа сеопфатна анализа на повеќе теми. А сега ние продолжуваме со Никица Косинкова, извршна директора на Сдруженијето Конект. Во овие 2 години живееме во пандемија, сведочиме конфликтот низ светот, се соочуваме со економска криза. Проблемите научат за силата на нашата поврзаност. Ова е време на солидарност, обнова, нова енергија и инвестирање во решение, вели Косинкова. Таа го објаснува настанот донаторски кружок кој ќе се одржи во четврток. Интервјуто со неа го прави колегата Огнен Јанески. Јас ве оставам со интервјуто и останете со програмата на Телевизија 24.